Докторите, сестрите, болничарите и останатиот технички персонал на токсикологија добија забрана да даваат изјави на новинари, па дури и да се среќаваат со нив, без претходно одобрение од раководството, односно организацијската директорка, која за јавноста стана непозната, зашто не зборува македонски на работа оди во придружба на татко си. Новите правила се објавени на огласната табла на клиниката. Се забранува неовластено присуствување, давање изјави за јавност, преку интервјуа и свикување пресконференции. Се забранува неовластено свикување на конференции за печатени и електронски средства за информирање, што би нанело штета на угледот на клиниката. Се забрануваат средби со новинари, други медиуми, само со претходно известување, доведе организацијската директорка. Ова доаѓа ден по одлуката за доделување на решенијата за работа на 18 работници кои имаа истечени договори на дело на токсикологија и една недела откако беше разрешен медицинскиот директор додека користеше годишен одмор. Дали е ова законски? Државниот санитарен и здравствен инспекторат ќе проверува деновиве. Од минатиот четврток 18 лица повторно почнале да извршуваат работни задачи на клиниката, иако за дел од нив од здравствениот инспекторат беше посочено дека немаат соодветно образование. Но во вработените преку писмена изјава објавена од Министерството за здравство изнесе обвинувања за доктор Нико Беќаровски на клиниката дека наводно ги навредувал на етничка основа, затоа што биле албанци. Тој негираше и најави тужби, а зад него застанаа речиси сите лекари и најголемиот дел од вработените на токсикологија.